Денеска е важен ден за Зелено Скопје. Од денес започнува имплементација на новиот проект Car Sharing, реализиран во партнерство помеѓу владата на Република Македонија и словеничката компанија Avant Car Македонија. Овој современ модел на споделување електрични возила представува вистинска револуција во начинот на кој се движиме низ градот, порача денеска градоначалникот на Газибаба Бобан Стевковски. Со оглед дека оваа општина е една од вкупно трите, каде стартува имплементацијата на овој проект. Другите две се аеродром и Чаир. Проектот нуди 100 електрични возила и разгранета мрежа на паркинг локации, кои од денес се достапни за сите граѓани. Она што го прави овој проект особено важен е неговата еколошка димензија. Скопје со години се соочува со сериозно загадување на воздухот, а голем дел од изворите на загадување потекнуваат токму од автомобилскиот сообраќај. Со унапредување на електричниот транспорт, проектот представува клучен чекор кон намалување на емисиите на штетни гасови, намалување на бучавата и создавање на почиста и поздрава животна средина, порача Стевковски. Според првиот човек на Газибаба, за Газибаба учеството во овој проект значи поставување на темели за одржлива урбана иднина. Општина Ѓорче Петров неодамна започна со изградба на нова сообраќајна врска, која ќе ги поврзе улиците Социјалистичка Зора и Сремски фронт, со што, како што информира општинската прес-служба, значително ќе се подобри локалната инфраструктура и ќе се олесни пристапот до главната улица Ѓорче Петров, важна сообраќајна артерија која води кон Скопската обиколница и западниот дел на Република Македонија. Градоначалникот на Ѓорче Петров Александар Стојковски при увид во текот на градежните активности изјави дека овој зафат представува значаен чекор напред за општината. Не само што го олеснуваме секојдневниот живот на граѓаните, туку вложуваме во побезбеден, поквалитетен и пофункционален урбан развој, рече Стојковски. Проектот е финансиран со 8.835.966 денари, доделени преку одлуката за користење капитални дотации на локалната самоуправа за инфраструктурни проекти во областа на транспортот за 2024 година. Согласно склучениот договор со економскиот оператор, вкупниот износ изнесува 8.879.500 денари, при што разликата ќе биде кофинансирана од страна на општината. Од локалната самоуправа истакнуваат дека со реализацијата на овој проект ќе се постигне подобро поврзување на локалните улици, намалување на сообраќајната гужва на улицата Ѓорче Петров, поголема безбедност и проточност на сообраќајот и подобрување на секојдневното движење на жителите. Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини денеска потпишало меморандум за соработка со Македонски Телеком и со 4 основни училишта од Скопје, со што почнува реализацијата на иницијатива за поефикасно користење на електричната енергија и за унапредување на енергетската свесност во образовниот систем. Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини соопшти дека станува збор за прв чекор во воведувањето паметно следење и управување со потрошувачката на електрична енергија во јавните институции, почнувајќи од основните училишта: Мирче Ацев во Ѓорче Петров, Исмел Кемали во Чаир, Кирил Пејчиновиќ во Киселавода и Лазо Ангеловски во Аеродром. Во овие училишта ќе биде инсталирана донација од Македонски Телеком, напредно решение за паметно мерење и управување со електричната енергија. Решението ќе има возможи на училиштата да имаат подобар увид и контрола врз енергетските трошоци и ќе поттикне поодговорно користење на ресурсите. Представници од училиштата го поздравија партнерството со Министерството и истакнаа важноста на ваквите проекти за нивното секојдневно функционирање. Според директорите, ова не е само техничко решение, туку алатка што им помага како институции да бидат поефикасни, поодговорни и да ја вклучат енергетската свест во воспитно-образовниот процес. Градоначалничката на град Скопје Даниела Арсовска денеска повторно се вклучи во живот терен во општина Чаир, каде ги лови нелегалните градбина, како што вели таа принцезата на дивоградбите, градоначалникот на Чаир Висар Ганиу. Од град Скопје ти е вратено дека оваа дивоградба си ја правел изминатата година, а не во 2011-та. 150 вакви објекти сме ти откриле и сме ти вратиле. Ниту една дивоградба нема да ти помине. Тие што си успел со фалсификат да ги внесеш, сега една по една ќе ги вадиме, вели Арсовска.
Како што вели, таа зградата е изградена на државно земјиште за кое ГНИУ направил фалсификат и си легализирал и се впишувал во катастарот. Арсовска додаде дека излегува во јавноста и јавно ќе ги објавува сите дивоградби токму поради нејзина заштита, бидејќи таа тврди дека добивала закани од градоначалникот на општина Чаир по неа и по нејзиното семејство. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја